Добар ви ден, драги мои другарчиња. Јас сум учителка Радка Блажевска и доаѓам од градинката 8 март од Скопје. Денеска сакам да се запознаеме со пеперутките, со трите бои на пеперутките, црвена, бела и жолта, и се разбира со бројот 3. Сето ова сакам да ви го пренесам, се разбира, низ мала приказна. Па да започнеме. Си живееле 3 пеперутки. Црвена, бела и жолта. Цел ден играле, танцувале, летале од цветче на цветче. Еден ден заврнал и дождот. Времето толку многу се стемнило, што почнале, драги другарчиња, и страшни грмотевци. Дождот бил многу силен, што ги намокрил многу крилјата на сите 3 пеперутки. Пеперутките виделе бела лилија и пошле да ја замолат за мала помош. Дали ќе сакаш да не скриеш од овој ладен и силен дожд? Целите сме намокрени, ја прашале белата пеперутка лилијата. Ќе те скријам, но само тебе, бидејќи твојата боја е исто како мојата, бела. Нека се заминат и на друго место, нека се скријат твоите пријателки, рекла лилијата. Тогаш се завртеле и се заминале тажно сите 3 пеперутки. Штом нема место за сите нас, и јас нема да дојдам, рекла белата пеперутка. Подобро на дождот да останам, и полетале заедно сите 3 пеперутки. Пеперутките виделе жолта роза и се приближиле да ја замолат за помош. Дали ќе сакаш да не скриеш на овој силен дожд? Многу сме натопени, а и ни е ладно, ја прашала жолтата пеперутка жолтата роза. Се согласувам, рекла жолтата роза, но само за жолтата пеперутка, бидејќи е жолта како мене, а за вас, другите 2 пеперутки, најдете си друго место каде што ќе се скриете. И јас не сакам да останам тогаш, рекла жолтата пеперутка и одлетала со другите 2 пеперутки другарчиња. Стигнале пеперутките и до црвеното лале и него го замолиле. Скриј не од дождот. Целите сме намокрени и измрзнати. Во ред, рекло црвеното лале, но повторно само црвената пеперутка ќе скријам, бидејќи е црвена како мојот цвет, а белата и жолтата пеперутка нека отидат на друго место да се скријат. Штом не сакаш да не скриеш сите нас 3, тогаш и ја ќе се заминам со моите сестрички. И од така одлетале сите 3 пеперутки другарчиња. Сонцето, кое што се имало скриено позади облаците, се видело што им се случува на кутрите 3 пеперутки. И среќно сепак си помислила, имало на светот зарем се уште вакво големо пријателство. Тогаш сонцето решило да им помогне на пеперутките и да го избрка дождот. Сонцето изгреало силно на небото.
земјата се исушила, а со тоа другарчиња се исушиле и крилцата на трите пеперутки. Трите пеперутки толку биле среќни, што повторно другарчиња почнале да танцуваат на ливадата покрај реката. Така другарчиња, трите пеперутки толку биле среќни, што летале повторно од цвет на зелената и пространа ливада. Но само на црвеното лале, белата лилија и на жолтата роза не слетале. Кога ноќта се спуштила, пеперутките се легнале да спијат. Заспале задоволни, бидејќи и овој пат покажале дека пријателството, драги мои другарчиња, е над се и се победува. Драги мои, денеска низ приказната за трите пеперутки научивме дека, тоест може да донесеме еден заклучок дека пријателството помеѓу вас, драги мои другарчиња, без разлика на бојата, на кожата, полот, па и на националната припадност е над се. Исто како што пријателството на трите пеперутки, жолтата, белата и црвената, беше над се. Што научивме денеска? Мисли и одговор смисли. За кои инсекти учевме денеска? Колку пеперутки имаше во текстот? Каква боја беа трите пеперутки? Кај кое цвеќе сакаше да се скрие белата пеперутка? Кај кое цвеќе сакаше да се скрие црвената пеперутка? И кај кое цвеќе сакаше да се скрие жолтата пеперутка? Кој им помогна на пеперутките сепак на крајот? Драги другарчиња, јас денеска, како и во секоја активност, ќе ви дадам по еден шаблон на пеперутка, кој што вие или со помош на вашите родители можете да го прецртате и да го избоите во каква сакате овој шаблон од пеперутка. Или пак да изработите пеперутка. На вашите две рачиња можете со помош на вашите родители да ги намачкате дланките со водена бојца или со темперна и да печатите на бел лист. Или пак родителите може да ви ги цртаат двете дланки, левата и десната, и вие заедно со помош нивна да ги избоите во онаква боја каква што вие сакате. Толку за денеска, драги мои. Се гледаме набрзо, но во нашите занимални. Довидување до следното видување.